По долгиот мост, патот од Скопје кон Велес, е вештачкото езеро Велешкото. Во есенскиот период ретко кого ќе видите тука, но за кратка прошетка покрај езерото во овој период од годината нема да погрешите. На неколку метри од езерото, веднаш под мостот, надзираат покривите на куќите. Ова е населбата Отовица. На патот кон Велес застанавме да видиме како луѓето дошла до идеја да направат населба под мостот. Отовица е понова населба. Многу велешани во времето кога работела топилницата побарале спас тука. Велат, иако е местото на 8 километри од градот, мирисот од топилницата воопшто не го чувствувале. Ова место е најбогато со декоративни тиквички во сите форми. Природа преубава. Тука, освен од Велес, се доселиле луѓе и од други велешки места. Па вела дека Отовица е место на сите велешани. Како не стопате по Велес? Ви живееле во Велес, би се семна? Не, никој. Синот не ќе тамо да живе, не па ја. Се знаеме дека чист воздух, убава и фина. Сам работа што не се строили патишта, убава, ништо вече. Таму ја кај живеам, таму тој е црн пат. Као до коленици, вода до коленици ко врна. Кога дојме долу дека ваа, уџабе се тоа. Обеќаа дека може да прати, само се обеќаја да води тоа и се не прави. За Отовица најубаво раскажа професорот по историја Веле Алексов. Местото е многу убаво, но Велес како општина го заборава постепено ова место. Она што некогаш било изградено од французите се користи до денеска. Тука поминува пругата од Велес кон Штип. Единствено нешто што тука се прави е новата црква. Со француски кредит, тие луѓе, градителите, изведувачите, и имале потреба од работна рада. И тогаш почнале да се доселуваат семејствата од овие пасивни краеви, но крајот и српската политика во тоа време воделе сметка и за нивните луѓе и почнали од српски, односно од црногорски, па и далматински пасивни краеви да доаѓаат колонисти тука. Со двојна цел, нормално, за да живеат подобро на убава земја и се знае да компактноста на етничкиот состав на населението да се измеша и така овде има неколку семејства кои што и ден живеат дел во Велес, од српско потекло, има своји имоти, од имотите одма во непосредна близина на црквата. Знам семејството Веселиновиќ кои што се чии што потомци живеат во Велес, имаат овде имоти. Како што реков, имаме од луѓе семејства доселени од пасивните краеви на Црна Гора и православци од Хрватска, односно Далмација. Во близината, не меѓу Сплит и Книн, има Бенковац градче. Во негова близина имало село Отавица и прото семејство некој офицер, српски православец нормално, бил тука дојден и како надзорник на пругата при градбата и како заштитник офицер бил потекнал од тој крај. Тоа е спрема кажување на постарите луѓе од ова село, меѓу нив е мој именјак. И спрема неговото кажување по неговото родно село, односно татко му, што се наоѓа во кршна Далмација, по Отавица ова село се нарекува Отовица и почнува да екзистира како населба, односно како населено место за подоцна дури по Втората светска војна станува и административен центар.
На 50 километри од Велес е планинското село Богомила. Иако од Отовица до Богомила има голема оддалеченост, жителите на Отовица ни рекоа дека Богомила, Попрадиште, Нежилово, Теово се место што мора да се посетат и да се видат. Застанавме во Богомила, село на 600 метри надморска височина, завиено во планинските масиви на планините Бабуна и Јакупица. Во областа Азот. Името на областа доаѓа од турскиот збор Аси, што значи непокор. И за богомилчани се раскажува дека се непокорен народ, со стремеж кон слобода. Пример за тоа е историската личност Петар Попарсов, еден од творците на Македонската револуционерна организација. На влезот во селото прво во пречекува стариот римски мост, издигнат на чистата вода на реката Бабуна. Мостот изграден од камен, досега воопшто не бил поправен. Вековната старина стои во целост. Селото името го добила по името на попот Богомил, водачот на богомилското движење. Од овие куќи почнало учењето, се развило и во Европа. Учење засновано на религиозна основа, со почит кон Бога, но неверување во црковната институција. Во Богомила куќите се со многу убава архитектура, изработени по теркот на мијаците. Но и овде се гледа дека млади има многу малку. Богомилчани велат дека има деца во училиштето, но многу малку. Тука учат и 3 деца од Нежилово. Младите доаѓале само во летните периоди. Богомила требаше град да биде, а го направија Даветер од цел. Ето тоа. Патиштата се си скопани, све е за нигдека направено, за живење, кој си има пензијска си живее, кој што нема, нема. Ето така. Ето, мостот ископа, се си израсипа овде, а селото треба да беше село, ама го напушти. Нема работа кај да работиш овде, нема ништо. Младината си е поедена сите како са и вие и секој. По учење, по работење, по странство, секој. На прозорецот од една од убавите куќи се прикажаа насмеаните лица на домаќинките. Подготвуваа ајвар, иако жените во поизминати години. Чистиот воздух под планината се познава по нивното здравје. Витални жени со позитивен дух. Што правите со пипирките? Правиме ајвар и утича. А пипирките од Богомила или ги купивте? Купуваме од пазар. Пазар и купуваме. Некој богомилски специјален начин за ајвар сте или? Кажи на да се прави. Се знае, се пржат со зејти. Се мелат и така. Се мелат прво, ќе се испржат зејтинче таму, се појат. И така. Ајварче, ајварче. Вистите учат ли од вас наите? Знаете, сте се завршени школа имат. А ајвар прават ли? Не прават, прават едната прави во Велес, живее во куќа. Во куќа што живее си прави. А другата прави на викендица. Значи учат од вас. Учат од нас. Сваќаат. Не се лутат ако им кажеме. Не се лутат ако кажеме. Си направија и си замина. Е, така. Не живеат млади овде во Богомила? Па летно време идат, иначе не живеат. По што е позната Богомила? По све. Повиш има ореви има во Богомила. За јадење, за пиење. Емиш има највише ореви, јаболка, зимни и така. А вие мостовиве од кој век се? Па не и памти мене, јас сум тукашна. Тие веќе од турскот изнекогаш се римјаните ги правеле мостовите. А куќиве, колку се стари, вака интересно? На 60 години е куќава. На 60. Ја 60 сум, имам таки за кого татко ми е. Одамна. Како се живее во Богомила? Па убаво си взимаме пензија, си работиме, арно не е. И така. Со пензиите си живееме, иначе Ако не се пензиите, ништо не ме земјоделие не можеме више да работиме, стари сме. Оривчиња продавате? Па, кој се раѓа, продаваме, кој има капаме, чистени, продава, нечистени, даваме. Има за ореви Богомила прикажаме. Так, за ореви. Во Богомила има интерес за селски туризам. Многу од нив градат викенд куќи, но засега нема организиран туризам за местото што може да биде навистина голема атракција. Од чистата и недопрена природа, близината на врвот Солунска глава, жуборот на реката Бабуна.
убавините на овој крај не завршуваат тука. Со авантуристички дух продолживме нагоре кон планината Јакупица. Стигнавме во селото Нежилово. Село скриено во густата дабова и букова шума. Чистиот воздух, реката Бабуна ви создаваат атмосфера, ве менува. Заборавате дека само неколку часа претходно сте биле во град. Селото ве подножјето на Јакупица. Село во областа Азот. Тука веќе се чувствува есента и по температурите и по менувањето на природата. Во Нежилово останале малку луѓе. Во овој крај веќе и оние што доаѓале да уживаат во дарот на природата се подготвуваат да заминат во град. Тука остануваат постарите, но има и помлади жители. Славе Димовски живее тука со сопругата и со трите деца. Децата одат на училиште во Богомила, бидејќи некогашното школо преполно со ученици, денеска постепено се распаѓа. Услови за убав живот има, но вели дека тука има многу сателитски антени. Луѓето знаат што е телевизија, а младите што е интернет. Вели дека преку подготвување на интернет страни може да се рекламира Нежилово, но затоа требало мрежата да се подобри. Интернет, немаме конекција добра, користиме VPN интернет, од кој само тој можеме да го одбереме, друг не може, пошто немаме ние кабловски интернет, немаме ништо. Ко, например, најспорија што може да постои, не е можно да се користи нешто се вика една слика 2 минути ја отвора на екранот на компјутерот. Така натаму. Има ли многу посетители овде во Нежилово? Доаѓаат ли за викенди други луѓе? Може ли да биде туристичко место зашто викате чисто и убаво? Може да биде овде, кај летно време има многу народ, многу е убаво, има посетеност, пошто има како и рибник и ресторант во непосредна близина. Се фотографираат ли луѓето со куќите, рака убави се? Многу се убави и прилични, што се вика. Тоа е се добро. Едно нешто што не е добро, значи што немаме телевизија, да фаќаме обична телевизија, фаќаме сателитска и интернет пристап, што го кажам предходно. Значи интернет пристап. Децата каде учат вашите деца? Во Богомил. Ги зима комбе, ги враќа, така. Значи тоа е добро. Тоа е супер, да. Во селото постарите жители се ретко позитивни луѓе, многу не се жалат. Велат, зимите се потешки, но на лето во Нежилово доаѓале младите на одмор, па селото повторно живеело. За некогашниот живот во Нежилово со посебен мирак раскажуваат сите, откако го добило селото името, до приказни за двоспратните изградени куќи од камен. Што се случувало во Нежилово? Порано се клевети на луѓето. Дојдувало до клеветање, до корење, до одаване. Сега некако. Убаво ли е се живее? Арно ние се живеали што ние овде со смеја. А куќите кои ви ги градел вако? Ви сами со камен сте ги правеле или има некој посебен? Оваа куќа е стара куќа наша. Аха. Стара куќа, а тука живееме долот од долниот дел ја, ама е градена 36-та година. 36-та година е градена, а после тоа јас сум таму останат, а оваа куќа отишла, и дедом, там и од внуци, од брат ми Темелка, тука живеат, гледаш како и таа куќа е направена и оздола. Кај се наоѓа Нежилово, под која планина е? Овде? Ако е зависина околу 700 метра е тука, а под планина, како да ти речем, одоваде е Јакупица, вамо е брегови жирови, само со маглине не се гледа. Не се гледа маглине. Летно време жешко ли е? Кога како, ама преку ноќите, ако не се покрие човек и не може и да спие, да ти кажам. Ако е лето. Чисто здраво за живење? Водиве се направија, онија чешма ја направиме од наши средства 56-та година, во мај месец, 5 месец. А овие сега, после се правиле, ова фонтанова сегашка. И така. Насред село камерата ги привлече сите жители, па се собраа за да раскажат по нешто. Имаше дури и кавга, кој да каже, а другиот да не докаже. Покала мени, кога запали Скопје, избегале од таде и некоја избегала таму, доста вамо,
И се викала Нежана. Нежана се викала таа. И нашно неко овчар тамо. И од тука се населили овде. Се земала со овчарот, со овчарот, да. Се зела со овчарот. Се викала Нежана. И затоа се вика ова Нежилово. И како се живеете денеска во Нежилово после 350 години? Абе живееме некако, маткаме, лево, десно, така. Се живеало овде. Земјата била уште не однесена. Ја да ти кажам. Не зашумено. Ако памтам ја, порано кажува старите имало 12.000 овци, 8.000 кози. А откако памтам ја имаше 80 џевгари волови. Секоја куќа имаше по 2 волови. И тераа шума и пасеа тамо, воловите. И пасеа шума. Василе Здравевски, покојни уменен е, тој беше тамо. И од тога сега, ја кога учев во училиште овде, имаше 42 деца, а сега има само 8 деца Богомила одат. Ние одевме Богомила пешки. 4 години имам одена ја Богомила за осно оделение да завршам. Нежиловчани биле и големи љубовџи. Најубавите муми од околните села станале овдешни снаи. Ретко шега раскажуваат за младост. Нежиловчанка ли си? Ние сум. И како у Нежилово? Свесневка сум. Овде шо во Нежилово? Во Нежилово ништо. Се може тука? Се има. И кај убаво, хубаво среща? Каде е Пубо? Родното место е Пубо, ама нема. Кај е пишано таму? Како живеете во Нежилово? Убаво живееме. Чист воздух. Ето, ни фали се. Пензичка мала и ништо. Кого живее? Едното живееме. Но те од Нежилово, тој што те прелага. Нежилово е тој што ми излага. Можно да ме излага. Не има. Нежилово заживеало многу со рибникот. Тука секогаш има свежа калифорниска и златна пастрмка. Откако се направил рибникот, селото живее благодарејќи на велешанецот Трајко Димовски. Со рибникот до Нежилово направен е патот. Има мрежа за телефони и секако безброј сателитски антени. Досега не сме виделе село со толку антени. Трајко вели дека ова подрачје може да биде прво во Македонија за планински туризам. Во близина е планинарскиот дом Чеплес, а над него е врвот на Солунска глава. Потекнем од целото Нежилово и тоа ме интегрира да ги искористам природните услови во ова село па да направиме рибник. Како идат ли луѓето? Има ли можност за развивање на туризам во Нежилово? Да, секако има, се гледа по самата природа, се гледа дека има можност, само треба да се подобрат некои си услови за да може да се развива селскиот туризам. Што е потребно? Па потребно, како прво е потребно да се поправи патот, оние кривини да се исправат таму, да може до ова место барем еден автобус да дојде, кои што посетелите да идат со автобус, не со такси или па со мали коли. Што нуди природата овде? Каде се наоѓаме? Под која планина сме? Што нуди можност? Еви зборите на Бабуна, што е во близина на Нежилово што може да се посети? Видете, во ова место не може друга дејност да се развива освен туризмот да се развива. Ради тоа што житарица не може, природните услови се едино стока, крупен добиток и развој на селски туризам. Ради тоа што надалеко тука од 10 километри се наоѓа и пленарскиот дом Чеплес, понатака нешто е Солунска глава, кој што се тие делови се често посетени од туристи кои што се од страна Полска, Чешка, Словачка, Словенија и од други места. Како реагираат странците на оваа убавина? Види, они се воодушевени во оваа убавина, само ипак е тежок и пристапот до ова место. Оние што потекнуваат од Нежилово сакаат да се вратат во слободниот период и да поминат убави денови. Други сакаат пензионерските денови да ги поминат во мир, со убава природа и чиста риба.
па преку Канал 5 со порака до сите поколенија во овој крај, да не се заборавеле корените и јатото од каде потекнуваат, богатството што го имаат. Азот како околие со сите убави места е само мал дел што го посетивме, но ветуваме дека и другите краеви, како Попрадиште, Теово, ќе бидат на нашиот екран.